Два часот наутро. Клубската сцена е успешна, потикната од ритамот на музиката Amapiano. If you've never heard a Amapiano song, Ако никогаш не сте слушнале звук на Амапиано и не сте од Јужна Африка, само што ќе го слушнете предизвикува емоции. Amapiano е вид јужноафриканска хаос музика која Шон Стайлис ја создал веќе неколку години. Неодамна неговата работа го привлекла вниманието на Warner Music. Тој штото го подпишал со американската компанија што се надева ќе му донесе меѓународна слава. America is a platform. Америка е платформа, признаваме. Ние им го даваме она што го имаме. Им го даваме она што се раѓа во нас и потоа станува глобално. Африканската музика, вклучително и Amapiano, се здоби со популарност на глобално ниво, истекнувајќи ја забавната сцена, каде САД и Кина се надпреваруваат за влијание. САД долго време се конкурентни во креативните индустрии. Филмот Црн пантер направи повеќе за САД во Африка отколку 10 кинески премиерни патувања. Кина доминира во инвестициите во интернет, инфраструктурата и мобилните телефони на континентот. Кинеската апликација за стриминг музика Boomplay доби широка привлечност низ Африка, вели експертката и инвеститор Обри Руби. Во однос на вистинската предност во конкуренцијата, кинезите веќе долго време градат инфраструктура на глобално ниво и потоа се разбира на телефонската страна, каде што гледате каде кинезите на вистина воведуваат иновации, за да создадат смартфон по прифатлива цена. Овој екосистем има возможува на американските бизниси да инвестираат во уметниците. Тоа се издавачките куќи, тоа е Netflix. Тие го прават тоа затоа што африканците произведуваат одлична глобална содржина. Инвестициите од приватниот сектор се во согласно со претседателската иницијатива на САД за напредок на Африка, која има за цел да ја зајагне трговијата и инвестициите меѓу САД и Африка. Иницијативата ги препознава креативните индустрии како област која може да потикне бизнис можности. Prosper Africa still feels Американските брендови се неверојатно конкурентни и неверојатно силни. Навистина не сме загрижани во смисла на конкуренција во тие области. Наместо конкуренција, Руби вели дека САД и Кина всушност играат комплементарни улоги во музичката индустрија. Не е дека кинеските телефони во рацете на младите во Африка и што му штети на американскиот бизнис. Веројатно, привлекувањето на 100-200 милиони луѓе онлайн е масовно корисно за американските компании. Без оглед на тоа, дали САД и Кина се надпреваруваат или се фалат меѓу себе во креативниот простор, африканската публика и уметниците како стајлист имаат корист од овие инвестиции од странство. Со надеж дека музиката ќе продолжи да расте како африкански извоз.